Денес заедно со подпредседателката на ВМРО-ДПМНЕ, госпожа Гордана Димитриевска-Кочовска, со голема чест и задоволство сакаме да им најавиме на граѓаните на општина Кавадаци дека сме меѓу првите општини кои веќе започнаа со реализација на проекти, поставување на фотопанелски панели на 10 јавни општински објекти со вкупна инсталирана моќност од по 20 киловат час по објект или вкупно 200 киловат часови. Прв објект на кој се поставија фотоволтаиците е токму општина Кавадраци, односно зградата на општината. Па потоа и на останатите објекти. Општата цел на проектот е искористување на сончевата енергија и намалување на емисијата на штетни гасови за загадување на животната средина. Објекти на кои покрај општинската зграда ќе се постават фотонапонски панели се следниве: Гимназија Добри Даскалов, Општинско училиште Тошеве околу Клепето, Земјоделско сумарско училиште Ѓорче Петров, Основно училиште Динко Анџел Габрот, село Ватоша, Општинска зграда на Кавадарци, Општинско училиште Тоде Хриштефов Кавадарци, Општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци, Општино училиште Димка Анџел Габрот Кавадарци, спортска сала Јасмин и Општинско училиште Страшо Пинчо. Инвестицијата е планирана да се спроведи на 10 објекти кои се распоредени на различни места во општина Кавадаци, што би офатило повеќе од 80% од населението. Јавните институции ќе бидат во можност да произведуваат електрична енергија од сончева светлина за сопствени потреби, а самиот проект придонесува генерирање на заштеда во тековната година, а воедно и генерирање на нови приходи кои подоцна би можеле да се пренаменат за реализација на нови проекти, односно изградба на современи училници, нови спортски игралишта, набавка на компјутерска опрема, што се подобри образовниот процес, од кој би имале придобивки сите ученици и целиот наставен кадар, како и подобрување на условите за понатамошен локален развој. Со реализацијата на овој проект во голема мера се придонесува за заштита на животната средина, подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општина Кавадаци, бидејќи овие фотонапонски системи работат на користење на обновлива извор на енергија. Вкупната инвестиција на овој проект изнесува 6.842.000 денари, од кои што 4.240.000 денари се од Бирото за регионален развој, а останатите се од наши директни средства. Општина Кавадаци со имплементацијата на овој проект го продолжува трендот на користење на обновливи извори, на кој претходија изградба на повеќе мини хидроцентрали, за кои што во среда ќе имаме и ново отварање на хидроцентрала пета поред на системот Лукар. Вака, најпрво да се заблагодарам на поканата на градоначалникот Митко Јанчев и големо задоволство ми е што сум денес присутна тука, особено во период кога државата е во тотален хаос, кога имаме економија која што го достигнала дното, кога имаме енергетска криза. Значи, ние присуствуваме тука денес на настана, тоа е реализација на фотонапонска централа или соларна централа, како меѓународот повеќе користена терминологија. Многу е важно тоа што градоначалникот точно во прав момент препознал дека треба да почне на реализација на ваков проект. И сега ние имаме точно еден убав пример дека навистина промени се случуваат и дека градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ многу повеќе се разликуваат од оние на СДСМ и воопшто од власта. Од една страна имаме власт која што комплетно работеше во изминативе години на уништување на енергетскиот систем во државата. За разлика од тоа, денес гледаме дека некој друг точно се грижи за граѓаните на Кавадарци и при тоа работел многу интензивно и во многу краток период успел да реализира еден ваков многу важен проект. Морам да напоменам дека во последните неколку месеци државата потроши 170 милиони евра на увоз на електрична енергија. И сега, денес, она што Митко го направил е многу добар пример секој да се замисли од функционерите во власта и да се запраша со тие 170 милиони евра колку вакви фотонапонски централи ќе се изградеа. Сега, што значи ова за граѓаните на Кавадарци? Пред се ова значи дека градоначалникот успел да заштеди многу пари на општината. Вие знаете во изминатиот период колку се движеше цената на електричната енергија, таа нема ни во идниот период да се намалува
многу драстично, значи не се очекува бидејќи сите знаеме дека се воведе оние еколошки давачки кои што се многу високи. И сега градоначалникот со овој потек прави огромна заштеда, пари кои што повторно ќе ги врати на граѓаните, меѓутоа ќе ги искористи за други проекти. Така да во конкретниот случај да кажам, еве Кавадарци предничи во однос на другите општини. Јас знам дека и другите наши градоначалници работат на вакви проекти и за многу кратко време, значи ќе продолжат и другите со ваква реализација и ги охрабруваме сите наши градоначалници да го следат примерот на Митко. За жал морам да спомнам дека повторно дека власта воопшто не работи на, да кажеме, подобрување на енергетските состојби во државата, тоа е јасно. И исто така морам да споменам дека електричната енергија и цената е многу значајна за воопшто целокупната економија во државата. Гледате дека ние уште во 2020, кога беше првото покачување на цената на електричната енергија, го почнавме првиот протест, не случајно. Тоа е способноста на еден тим однапред да ги предвиди сите работи, како што и градоначалникот ги предвидел и почнал со реализација на проектот, се со цел да може да заштеди, да има бенефит општината и граѓаните, така и ние во тој период протестиравме, знаејќи дека ќе дојдеме до ситуација да придвижиме инфлација нагоре, и тоа владата го направи со покачување на цената на електричната енергија, на што денес се случува огромни, значи ценовни шокови што ни се случуваат пред се во кај производиве за исхрана, сето тоа е во најголем дел и резултат на она што се случуваше и е поврзано со електричната енергија. Така да уште еднаш благодарност до градоначалникот и очекувам дека и во идниот период, како и претходно што имавте одлични проекти, очекувам дека и во иднина ќе има уште поголема реализација, бидејќи еве во овој половина час колку што сум тука приметив дека навистина општината е многу раздвижена и многу се работи. Ние како општина го работиме овој проект со самото поштување на новиот мандат, меѓутоа и претходно се стремевме кон заштеди. Тоа е една од нашите клучни обврски како општина да регионираме што помали трошкови, односно направиме поголеми заштити. Електричната енергија за жал е клучен трошок веќе од буџетот на сите општини. Со ова општина Кавадарци се спасува од колапс од електрична енергија и со она што го најавивме во среда отварањето на новата мини хидроцентрала 250 киловат на час. Нормално, реалниот сектор и приватните инвеститори во општина Кавадарци веќе се многу заинтересирани за поставување на фотоволтаици. Општина Кавадарци до сега има издадено решение за поставување на фотоволтаици на кровна конструкција на индивидуални и приватни субјекти од прилика негде за 16 мегават часови. Тоа значи дека, јас би ги споменала, една од компаниите EGM Trade, кои што меѓу првите инсталираа фотоволтаици на кровна конструкција од прилика околу 8 до 10 мегавати, а комбинатот на швинарства Визба Тиквеш, Кожучека компанијата, Кодинг компанијата во Конопиште, така да има многу компании кои што за собствени потреби и за продажба веќе инсталираат на кровови фотоволтаици. Ја би ги охрабрил сите компании, а знаеме дека Кавадарци е општина втора по БДП и економски развиен град со 4% невработеност, дека постапката е многу лесна. Издавањето на решението со изготовка на елаборат и проект за поставување на фотоволтаици како централа на собствен кров трае само 5 дена како постапка во општина Кавадарци, го издаваме решението за поставување во 5 дена. Нормално набавката и сите работи се индивидуално менеджирање и отпосле како последна фаза регистрацијата во регулаторна комисија која што не трае повеќе од 30 дена. Така да мислам дека ова е момент каде што би требало да биде како и повик за поставување на фотоволтаици, секој нешто има можност да инвестира, а таа инвестиција е брзо вратлива, односно како повратна инвестиција секој треба да се искалкулира. Во овој момент мислам дека можеме да помогнеме и на општината и на државата, која што за жал касне со собствени ресурси за инвестирање на енергија, да си заштедиме средства за компаниите да не бидат помошна цел. Ова е само почеток на инвестиција на општина Кавадарци во делот на фотоволтаиците. Втора фаза имаме физибилити студија комплетно изготвена за поставување на фотоволтаици на уличниот систем за расплета на општина Кавадарци.
Тоа значи дека општина Кавааци некаде троше од прилика околу 270 до 300 киловат часови на час во дел на уличното осветлување кога е активно. Меѓутоа за тоа што преку ден не ни треба уличното осветлување, а инфраструктурата имаме поставено, втора физибилити студија која што работиме, поставување на фотопанели на самите столбови од делот на канделабрите, оние кои се повисоки од 10 до 11 метра, и тоа ни дава уште поголема економска сигурност за тоа што инфраструктурата веќе ја имаме изградено само поставување на фотоволтаици. Општина Кавааци во моментот спрема и 5 парцели од по 10 мегавати, кои што се во завршна фаза на местноста Горниково, кои што ќе бидат пуштени во јавна аукција на продажба за инвестирање на 50 мегавати електрична енергија за поставување на фотоволтаици. Така да со фотоволтаиците и со производството на енергија работата ја фативме на време и мислам дека ќе бидеме меѓу првите општини, а верувам дека за брзо време ќе дојде ден кога по број на жители и по индустрија ќе се мериме која општина колку собствено производство на енергија има, поготово од обновливи извори, за тоа што е благодетот и она зелена енергија која што ја зборуваме сите. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.